Разговарам со Калина Мрмевска, една од нашите бројни уметници кои што настапува на светските сцени. Мрмевска, добар ден, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Вие не сте прв пат на Охридско лето, но низ годините настапувате и на бројни светски сцени и во Европа и во Соединетите Американски држави. Најпрво, што значи за вас настапот на овој престижен фестивал? Добар ден, благодарам за поканата. Јас морам да кажам дека со голема радост го прифаќам овој настап. Не сум настапила на Охридско лето од многу одамна. За мене е навистина благослов да се настапува во едно вакво свето место, во оваа црква. Имавме навистина големи предизвици, бидејќи живееме во време на ковид, и со датумите, и со патувањето, и еве, конечно се остварува нашиот концерт. Настапувате во Света Софија, важи за една од најдобрите сцени, најдобрите места. Кој е вашиот предизвик за Света Софија? Како гледате на оваа сцена? Да, прекрасна, акустиката е посебна и навистина јас едва чекав да го пробам пијаното, само што дојдов и навистина е големо уживање и задоволство, инспирација и мотивација да се настапи во оваа црква. Каде сте во моментов, што работите? Во кој дел од светот сте во моментов? Живеам во Њујорк на Лонг Ајланд и работам во приватна факултетска установа. Маханаим предавам на студенти пијано и корепетиција и се занимавам секако со концертни проекти. Една од нашите најважни уметнички мисии е промовирање на македонското музичко творештво. Како тоа го правите? Да, тоа е навистина голем дел од мојот распоред и моите заложби се да ги представувам македонските композитори надвор. И додека бев и на докторските студии на Универзитетот во Стони Брук, веќе почнав тоа да го правам, ги изведов композициите на Властимир Николовски, сонатата, неколку композиции на Ристо Аврамовски. Пред да пристигнам во Охрид имавме проект со мојот колега, дуо партнер во Њујорк. Изведовме две композиции од младиот македонски композитор Воце Гавриловски. И сега, вечерва, ќе изведеме композицијата Афродизија на Вања Николовски Ѓумар. Така да, особено задоволство ми е да ги промовирам нашите уметници надвор и тука секако во нашата земја, повторно еве во Охрид. И само за крај, кои се вашите планови за годинава? Каде можеме да ја гледаме, на кои светски сцени се плановите за настап? Па, после мојот настап на Охридско лето, се враќам во Њујорк и поканата сум да бидам артист ин резиденс на Универзитетот во Тенеси, каде што ќе престојувам една недела и ќе дадам неколку семинари, мастер-класи и впрочем ќе зборувам и на темата сонатата на Властимир Николовски, нашата македонска фолклорна музика, како и одржување на концерт во рамките на тој проект. Па планиран е исто така концерт во март со Чентлер, со симфонискиот оркестар на Чентлер во Аризона, каде што ќе го изведам концертот на Роберт Шуман, како и други проекти кои што се уште во фаза на договор. Сега нели сме во време на ковид и се поместува малку. Меѓутоа да, следат проекти. Благодарам за разговор, ви посакувам успешна година и многу настапи. Ви благодарам многу и на вас.